Благодарам. Почитувани, како што кажавме, поднесовме амандман со кој што бараме во текстот на автентичното толкување зборовите добиваат 30% од основната плата како на дополнување на редовната плата и истата не се однесува на вработените во органите кои се во состав на Министерството за финансии, односно на вработените во органите од членот 19 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа, се заменуваат со зборовите вработените во органите кои се во состав на Министерството за финансии, односно на вработените во органите од членот 19 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа, на кои не им е утврдено правото на додаток на плата со посебен закон или колективен договор, добиваат 30% од основната плата како на дополнување на редовната плата. Овој амандман, почитувани работници, почитувани синдикати, го предлагаме од причина што сметаме дека одредбата од членот 66 став 3 од Законот за буџети треба да се однесува и за вработените во органите кои се во состав на Министерството за финансии. Односно, да ја поедноставам, Министерството за финансии има повеќе органи, од кои што дел од тие органи имаат посебни закони кои што ги регулираат нивните додатоци на плати, како што се царина, УЈП, финансова полиција и така натака. Има две институции, односно два органа кои што нивните плати не се регулирани со посебен закон, во кој што нашето амандманско решение на овој начин го надминува тој проблем. Тоа е Управата за имотно-правни работи и Бирото за јавни набавки. Доколку го прифатиме овој амандман, и тие ќе добијат 30% додаток на плата. Пред да започне седницата, бев информиран за уште една работа на која што сметам дека навистина е несоодветна некој да ја направи, но во ред, ако сметате дека тоа ќе го надмине проблемот и ќе го реши, ние и за тоа ќе гласаме за, односно мнозинството, заради некои одредени политички поени, сметајќи дека ако го прифати ова амандманско решение, некој ќе ги прифати, ќе ги земе политичките поени, мада ова не е за политички поени, поднело идентичен амандман со идентичниот текст како овој. Скрос исто, копи-пасте. Но, драги колеги, не сте прашале клучна работа. Овој амандман не го составил Бојан Стојановски, ниту било кој од пратениците што ги прочита таа џафери. Овој амандман беше целосно составен, интегрално составен од синдикатот УПОС. Ама беше прифатен од ВМРО ДПМН само заради тоа што ВМРО ДПМН го прифати предлогот на синдикатот. Така да вие не сте направиле копи-паст на предлогот на ВМРО ДПМН, вие сте направиле копи-паст на синдикатот УПОС, кој што претходно сте го одбиле. Но како и да е, ајде да се произнесеме па да видиме кој е за работниците, а кој не е. Благодарам. Јас читам предлог на